ден и добродојавте во уште едно издание Формула на македонски. Денеска завршен осврт на тестирањата, предсезонски тестирања во Формула 1. Имавме прилика да ги проследиме и вторите 3 дена, односно втората недела од тестирање и да направиме една наша предпоставка како би можел да изгледа поредокот во тимовите, кој е најдобар, кој е најслаб. Затоа ве замолувам да останете во следните неколку минути со каналот Формула на македонски и заедно да ги разглобиме сите овие детали. Видовме дека последниве 3 дена тимовите малку повеќе се фокусира и на побрзи времиња, иако се уште видовме доста од тимови правеа аерокорелации, доста сензори беа повторно монтирани на самите болиди. Најчесто утринските сесии беа повеќе фокусирани на тестирање на болидот, на сетапот, на различни аеромапи, создавање на тие така наречени аеромапи со кои понатаму се овозможува разбор на болидите. Меѓутоа видовме и во попладневите сесии, особено после паузата за ручек, доста од тимовите имаа симулации на трка со некои прекини. За жал, бидејќи видовме во оваа втора недела, во овие вторите дена, неколку повеќе црвени знамења, меѓутоа се на се една доста продуктивна, солидна недела. Сите тимови направија извредно голем број на кругови, така што мислам дека тимовите одат многу добро спремни во Мелбурн за 2 недели и верувам дека од самиот старт имаме многу компетитивна сезона. Тоа што ја одбележа оваа втора недела од тестирање, тоа што Мерцедес имаше проблеми со моторот, односно со погонската единица. Видовме дека Мерцедес од неколку пати доста чудно чадеше, наликуваше една локомотива, особено во одредени свиоци. Тоа навистина го загрижуваше тимот на Мерцедес. Видовме дека дури на 2 пати направија промена на моторна единица. Видовме дека Хамилтон изгуби едно цело попладне поради таков еден проблем. Така што Мерцедесот делува брз, делува компетитивен, меѓутоа делува и исто така ранлив кога ја станува збор за перформансите на моторната единица. Од Мерцедес најавија дека ќе одат секогаш до крај, до лимит, без разлика тоа како ќе се одрази на самата издржливост на моторната единица. Само на тој начин може да додат понапред, што во ред, окей, тоа е добра филозофија, па да видиме како ќе се снајдат на првото Гран При или во првите неколку трки, дали ќе мора малку да ја намалат моќноста на моторот или пак ќе балансираат на некој друг начин. Се на се, Мерцедес има брзина, меѓутоа гледаме дека е ранлив. Ферари, вечната загадка во Формула 1. Матија Биното изјави дека Ферарито е некомпетитивно, мисли дека е сад конкурентите главни, односно Red Bull и Мерцедес. Кажа дека се подобри во сектор 3, тоа е сектор со доста свиоци каде што потисната сила игра добра улога, меѓутоа на сметка на зголемената потисна сила изјави дека сега имаат по-драги болид, односно оној болид кој пати повеќе од тоа аеродинамичко завлекување. Реков на сметка на потисната сила, така што на Ферари можеби ќе му треба малку повеќе време да го изнете балансот. Што се однесува до моторната единица, вчера бевме сведоци на таа една бомба која одекна во светот на мотоспортот и во Формула 1, дека FIA и Ферари дошло до некое одредено решение, с некоја согласност која ќе остане тајна само помеѓу двете страни. Дали тоа Ферари имал нешто нелегално во однос на моторната единица, никогаш нема да знаеме. Дали Ферари тоа прекјутно ќе го прифати за да на сметка добие нешто друго во иднина, не знаеме. Навистина интересна информација и навистина многу штура информација од страна на FIA. Така што ова отвара еден нов прозорец на некои други можности понатаму во Формула 1, меѓутоа Ферари и FIA нивните односи од секогаш биле испреплетени. Не забравете дека Жан Тот, човекот кој доминираше со Шумахер, е сега таму. Не велам дека го штити Ферари, ниту работи против него, само сакам да потенцирам дека тие односи се навистина комплексни. Red Bull видовме Макс Верстапен и Алекс Албон едно 5-6 пати сигурно се извртеа, го изгубија задниот крај. Би рекол дека сетапот е на ивица на конец, дека болидот е навистина брз, меѓутоа е многу осетлив на најмали промени, можеби и на некој засилен ветер во одредени делови од тестирањето. Видовме дека и во Барселона времето не беше во најдобар ред, така да можеби на најмал ветерна промена на некои услови или едноставно малку да излезе од таа правила линија на движење. Видовме дека Red Bullот лесно го губи балансот, равнотежата и 5-6 пати, како што да поменав, Макс Верстапен и Албон го изгубија контролата над болидот, така што повторно и овде имаме брз болид, меѓутоа на сама ивица со сетапот.
за толку би имал да кажам за првата тројка, на вистина делува компетитивно тој пакет и мислам дека ќе гледаме добра борба од самиот почеток. Не верувам дека Мерцедес ќе избега така како што избега лани, иако на хартија делува така. Понатаму идеме тука една мистерија, тоа е розевиот Мерцедес, односно Racing Point. Дали нивното темпо прикажано на квалификациите, се извинувам, на предсезонски тестирања е реално или не, останува да видиме на око, делува многу добро, темпото по еден круг, темпото во трка на долгите стинтови делува малку чудно, доста поспоро, ќе видиме во Австралија како тоа ќе се одрази. После Racing Point, тука има една група од Рено, Мекларен, Алфа Таури, три тима кои многу тивко го помина овој предсезонски тест, без некои сензационални времења, без бркање на некој резултат, едноставно се фокусира на својата програма, така што е многу тешко да се процени овие три тима како ќе варираат понатаму. Доаѓаме до Алфа Ромео, исто многу еден чуден тест за Алфа Ромео. Кубица еден ден заврши како најбрз и тоа беше на голема радост на сите фанови на Формула 1, сакаме да го гледаме Кубица што е можно повеќе. И тука се секако Хас и Вилијамс. Во однос на извозени кругови, Мерцедес води најмногу со 903 кругови, потоа го имаме Ферари со 844, па го имаме Мекларен со 802, па Racing Point 782, потоа Red Bull 780, меѓутоа последен, дефинитивно мислам дека најслаб на овој тест Хас во однос на издржливоста на болидот, во однос на управливоста на болидот, ќе биде многу голема таа борба помеѓу Хас и Вилијамс на задниот дел од поредокот, така да Вилијамс одличен тест. Гледаме дека Вилијамс има најмногу напреднато во споредбено со времињата лани кои биле поставени. Вилијамс има 1,1 секунда и 2 десетинки подобро време од недоброто време лани поставено на предсезонските тестирања, потоа розевиот Мерцедес од 9 десетинки, па Red Bull 8 десетинки нашле одлично време. Меѓутоа ова се само времења на тестирање, не ги сваќате здраво за готово. Услови на патеката, температура, в кој дел од денот се поставени на кои гуми, така да игра тука многу фактори, ама ајде да направиме негоја чисто како една представа. Потоа Рено, па Мерцедес, Алфа Ромео, Мекларен и најмалку гледаме Хас тука, а поспори од лани била Алфа Таури и Ферари. Ке кажам повторно, не го зимајте ова здраво за готово. Така да, најбрзото време поставено дефинитивно беше во оваа недела 16.169, меѓутоа не целокупно на самиот тест беше 15.7, исто така од Ботас во Мерцедес. Верстапен вчера направи интересно време 1.16.269, меѓутоа на малку потврда компонента на C4 во однос на Ботас со C5, така да тука Red Bull може да покрие уште десетинка две во перформанс, доколку би бил на C5 гума. Останатите тимови се во 2-3 десетинки, не би навлагал многу во сите времења, повторувам, предсезона, тестирање, времењата не значат ништо, самата патека, температурата може да донесе разлика во време од 1 секунда, 6 десетинки, такви некои промени, така да на вистина очекувам интересна борба на врвот и неверојатно до сега најтесна борба во средината од табелата. Мислам дека таа борба помеѓу Racing Point, Мекларен, Рено, Алфа Таури, можеби Алфа Ромео, мислам дека ќе биде феноменална оваа година и со нетрпение чекам почетокот на следната сезона. Ме интересира вашето мислење, што мислите, кој како се покажа на овие тестови, кој беше најдобар, кој беше најслаб, што е со Ферари, дали Ферари на вистина има проблеми, дали Ферари блефира овој пат, дали ја научи лекцијата од лани кога се удираа во гради дека се најдобри, за да Мерцедес им залепи шамар во првата трка и последните 5-6 нели видовме што се случи лани. Вашето мислење е добро дојдени, вашите коментари се добро дојдени, знаете дека веднаш одговарам на сите коментари. Доколку се допаѓа канал Формула на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб. Ќе ги видиме и другите наградби кои ги донесува болидите во следното издание на Формула на македонски. До тогаш, пријатно.